Да, ова е всушност завршен настан на проектот Порака "Отворете ги прозорците за општина без дискриминација". Проектот беше иницииран од Британскиот совет на Македонија, заедно со Министерството за труд и социјална политика и поддржан од општината Карпош, започнат во 2011 година и еве сега всушност е завршниот настан. Проектот се состои од една театарска представа, која што беше напишана и одиграна од ученици од гимназијата Никола Карев. Се вика "Отворете ги прозорците" или "Отворени прозорци", и има за цел да ги доближи поимите дискриминација, односно Законот за заштита од дискриминација и Законот за еднакви можности поблиску до учениците, до граѓаните на општина Карпош и пошироко. Ние со оваа представа веќе настапувавме во неколку основни училишта на територија на општина Карпош, поточно во училиштата Димо Хаџидимов, Лазо Трповски, Јан Амос Коменски и Петар Попарсов. Тие видоа оваа представа, добија, да кажам, минимум информации за тоа што значи Закон за дискриминација и така натаму, и потоа тие требаше сами да иницираат некакви активности и проекти со кои што ќе покажат дека нешто научиле од представата која што ја виделе. Денешниот настан е всушност завршна манифестација на нивните активности, со тоа што уште еднаш ќе им ја прикажеме представата како едно финале на сето претходно работено. Колку беа децата заинтересирани да учествуваат во еден ваков проект, во представата конкретно? Децата беа многу заинтересирани. Прво беа заинтересирани од гимназијата Никола Карев со тоа што самите напишаа сценарио, самите се пријавија да учествуваат како аматери, актери во представата и многу сум им благодарна за досегашното нивно ангажирање со еден посебен ентузијазам, волја и љубов кон оваа тема. А посебно би сакала да им се заблагодарам и на учениците од основните училишта кои што покажаа особен интерес не само за овие теми кои што ги начнавме можеби со овој проект, туку и посебно за нивната грижа за лицата со попреченост, за лицата кои што се околу нив, на кои што им треба посебна грижа.